Сега е 18 часот и 53 минути. Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите доматини Бети и Јон Треновски. Почитувани слушатели, Facebook пријатели, следбеници, во наредниве 50 минути ќе зборуваме со нашиот и ваш гостин, господинот Сотир Костов, поранешен обвинител, политички аналитичар и колумнист, меѓутоа и не само што е колумнист, него тој и пишува книги. Господинот Костов го приметивме дека е пред студио и во овој момент ќе се обидеме да го поканиме да ни се приклучи во студиото заедно со нас вашите доматини Бети и Јон Треновски. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Костов, добро ви утро и добро им дојдовте на Македонски корени. Добро ве најдов. Се слушаме, Јон и Бети? Да, супер. Добро ве најдов, бидете ми поздравени, да сте ми живи и здрави. Поздрав за вас, за сите македонци во Австралија, па и за сите австралијанци. Така. Добро ви утро и од мене, господине Костов. Ви благодариме што и овој пат не удостоивте нас, но пред се нашите ценети гледачи и слушатели се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите што се со нас. Да се надеваме. Така. Радоста за отворањето на Македонскиот културен клуб Никола Вапцаров во Благоевград, кој се случи изминатава недела, а на кое отворање присуствувате и вие, траеше многу кратко. Во вторникот, Бугарскиот врховен суд донесе експресна одлука со која се забранува постоењето на овој клуб, или ако сакате беше ликвидирано здруженијето кое беше регистрирано во 2019 година. Министерот за надворешни работи, господинот Бујар Османи, ја обвини опозицијата за укинувањето на ова македонско здружение, односно затворањето на културниот центар Вапцаров. Која е вистинската причина за ваквата одлука? Можно ли е сега причината да ја бараат во присуството на председателот на ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицковски, на денот на отварањето? Види, Бети, ја малку поинаку гледам на оваа работа. Прво да кажам, бев многу среќен што сум учесник во создавање на историја, македонска историја, во односите на македонците со своите соседи бугарите и бугарската држава, бидејќи тоа е една втора светла точка после македонската автономија, таму негде 45-47 минатиот век година, прва точка после тоа, од кога се укина автономијата македонска, е Омо Илинден 90-тите години, а втора точка еве после 32 години е отварањето на овој клуб Никола Вапцаров. Видите, сите бевме радосни, сите бевме весели, сите бевме сплотени. Ја напишав една колумна, кажав, ајде македонци, нека ни е честит отварањето на клубот Никола Вапцаров со тоа свето име македонско, и реков зрна по зрно македонска погача. Истористиките токови бугарите не може да ги сопрат, а инаку тоа е резултат на 150 години хегемонизам и експанзионистичка политика кон Македонија и негирање и непризнавање на Македонија и македонскиот народ, јазик, култура, историја и така натаму. Тие тактизира, ама се покажа лоши тактизери, па дури и овој пат и стратегијата апсолутно не им чинеше. Чекаа да видат првин дали ќе се отвори тој клуб, дали ќе смогнат снаги нашите македонци, кои се ненормално репресирани. Ама еве се случи тоа. Сега нека го ништа тие колку сакат, да ви кажам. Тие не може така лесно да ликвидират нешто што се случило. Значи, не знам кој пред мене го употреби зборот, мислам Бетмен во синоќашната емисија, тоа беше средба на непостоечките, ама се мисли непостоечките под наводници на македонците. Значи, ние непостоечките не виде целиот свет. Значи, ние постоиме, ние бевме Македонија во етнички и географски граници на 30 минатиот месец во Благоевград. Македонците од Албанија, од Грција, од Македонија, од Бугарија, од Пиринска Македонија си се прегрнавме, си се поздравивме, си чествувавме, македонствувавме со збори непокор, а они нека бришат колку сакат. Тоа се вика ревизионизам историски, не може да го избришат народот. Синоќа случајно или не,
го гледав по не знам кој пат филмот документарен за македонците, она собирањето за Јане Сандански во 90-тите години, па не, како ќе ги избришат тие, таму имаше 15, 20, 25, 30 илјади македонци и не можат тие македонци да се избришат. Знаеме од тие нивни пребројувања од минатото дека од некои 185.000 македонци не сведеа на десетина илјади, не можат. И ето, јас гледам оптимистички и не можат. Тоа што постои, тоа што екзистира, а тоа е македонецот, а тоа е македонскиот бит, тоа е македонскиот ген, македонската ДНК, тие не може да ликвидират. Формално нека ликвидираат колку сакат разни друштва, а македонците кои беа таму во тој клуб, кои отворија клуб за културна соработка со свето име, а не фашистичко како бугарите што прават во Македонија. Тоа е еден културен мост на лице место, ја го видов, го почувствував и кај бугарскиот народ, од кој бевме прекрасно пречекани, со исклучок на Джамбански и неговата орда, и мислам дека што и да направат, нема да успеат. Ево толку започна. Се најавува и друго отворање на друг клуб, така. Бугарскиот врховен суд, како што рековме, експресно ја донесе одлуката за укинување на Македонскиот културен клуб, а на ненародната власт во Македонија и требаше повеќе од 6 месеци за да го донесат законот кој го предложи ВМРО ДПМН со цел да заштитат Македонија од бугарските напади, недолични промовирања на неофашизмот преку отварање на културни клубови со име на фашисти. Зошто каснат нашите? Зошто требаше да поминат цели 6-7 месеци за да го изгласаат овој закон? Дали со овој закон ќе се запрат понатамошните отварања на бугарските клубови во Македонија? Па види и он сега, народски кажено, чачкаш во една болна рана, во едно нешто што ние со векови касниме, ние некоја судбина, некоја проклетство е. Ни се погоди овие 5 години да не води една ненародна влада, која нема сенс за Македонија, за народот, за државата, која вели оваа држава, која вели нашата држава, овој народ, нашиот народ, која нема храброст да изговори збор Македонија, Република Македонија, македонски народ, македонски јазик и така натаму. И ја не знам што очекуваш ти од таква власт. Ја, да бидам искрен, ја воопшто не очекувам од таква власт да биде експедитивна. Едноставно тука работите се первертирани, како правник сега ќе ти зборувам, и се дефокусира во некој си нов закон, ова нема врска. Нам не ни треба нов закон. Нам ни треба легално постапување на државните органи, ќе ги набројам кои се, во заштита на македонските државни и национални интереси. Прво некој орган кој сгрешил е кој дозволил таков клуб да се регистрира. Тоа е Министерството за правда и тоа е, како се викаше, овој државниот завод за регистрирање и така нешто слично. Централен регистар. Централен регистар, браво, ти благодарам. Сега, има статут тоа дружение. Тој статут го објави, ја го читав на Инфомакс, ама мислам некои први други го објавија. Таму се гледа дека тие работат против интересите на Македонија. Уставно е кажано, законски е потврдено дека такви акти, здружение на граѓани не може да има. Јас имам 3 здруженија кои за жал сега ќе угасат од причина што короната не фатија на спиење, па вовеле тамо некои правила за собственост и докажување па големи казни од 65.000 денара ако на време тоа не го направиш, а ваму криминалците, политичарите кога грешат ги казнуваат со 50 евра, 100 евра, 150 евра, не пријавување на имоти и така натаму, ама тоа е една смислена работа, македонското да се уништи, а да се случи она бугаризација и албанизација на македонската држава и на македонскиот народ. Значи сега, полицијата, втор орган, не смееше да дозволи да има една таква фашистичка, нацистичка журка во широк сокак на тој прекрасен сокак и улица со векови познат, во градот на конзулите. Тоа се стопира и не се одржува од причина што заштитен бенчмарк тогаш, заштитен под наводници бренд беше Иван Михајлов. Знаеме кој не си го трошам времето, фашист, соработник со Хитлер и така натаму. Не се случи тоа. На крајот на краиштата,
Министерството за надворешни работи требаше да испрати нота и да каже: Господа, извинете, овој пат не можеме да ве удостоиме, не сте добродојдени, бидејќи, ова мислам го имам речено кај вас, ни експортирате од Бугарија во Македонија фашизам, а потоа ние треба да се бориме со последиците. Еве, ние веќе имаме последици од тој фашизам. Сега се зборува дека на територијата на Република Македонија во 2 града има они ги велат клубови за културна соработка, тоа не е културна соработка, кои носат фашистички имиња. Замислите, 21 век во Македонија, која секој пат била на страната на антифашизмот, која е поим за борба против антифашизмот, кога секој пат сме биле на правата страна на историјата, бугарите 3 пати биле на погрешната страна на историјата, видете што не направија. 3 крупни државни органи затаија, затаи премиерот, затаи председателот и еве, тоа ни се случува. Ветија ќе дојдат па ваму со нас не дружеа. Ама тоа е нивни срам, тоа не е наш срам, како и да е. Опозицијата беше присутна и да искам прв пат ја видов обединета, да не се кошка, да не се бута кој ќе биде прв, кој ќе биде втор. Заеднички го поздравија културниот клуб на нас македонците, тоест на нашите сограѓани од Пиринска Македонија и од Бугарија, беа представници на културната јавност, беа историчари, беа професори, беа истакнати адвокати, беа пејачи, естрадни уметници. Како што реков, Македонија сака да е во малом, сака да е во голема. Ги немаше политичарите, срам јарам, еве ќе кажам, нека им биде, не сме ни очекувале нешто повеќе, ама барем тоа што ветевот, нека исполнат. А како беше она, кој е прав марш? Тој што не си стои до зборот. Па премиерот не си остаја на збор и пазите сега, оној дечкото мали Џокица што изиграва државник и политичар Османи, вели, опозицијата е крива, македонците што отидоа таму да провоцираат се криви, таков му беше контекстот, не сакам ни дори да го парафразирам. Има многу тој човек да учи, за жал го зазема многу битно место во државните институции и јавните функции, мислам ќе им дојде крајот и ќе престане ова бугаризација помешана со албанизација на Македонија и македонскиот народ. Токму за тоа, како ќе ја прокоментирате изјавата на шефот на македонската дипломатија, господинот Бујар Османи, кој ги оправда бугарите пред се одлуката на Бугарскиот врховен суд, изјавувајќи дека воопшто и не требало да дојде до отворање на македонскиот клуб Никола Вапцаров во Благоевград? Па никако, срам да му е, нека се срами, не го заслужува местото што го држи и нека си оди во Бугарија да живее ако му се свиѓа Бугарскиот врховен суд, па нека му носи тој одлуки за албанците, за него и за било кој. Остар су намерно, еве ви кажувам намерно со острам, тоа е одраз на несозреаност, недозреаност и немање на државнички сенс. Некој пат твојот народ, твојата држава и да не е во право, ова го зборам хипотетички, ти треба да ја поддржиш, народот да си го поддржиш, луѓето, бидејќи ги браниш интересите национални, како што реков, и државни на Македонија. Во случајот тој не брани, тој се залага за некакво си добро соседство со Бугарија, за наводно да не привеме во ЕУ, никад нема ние да влеземе во на ваков начин, а знаете зашто? Бугарија нема да ни дозволе. Истиот проблем го има и Србија. Србија па има и поголем проблем. Хрватска и Бугарија нема да ја дозволат, ние немаме алтернатива, тешко нам. Значи, срам и арам, уште еднаш да му е на Бујар Османи, поддржува одлука на Врховен суд на туѓа држава, а не се залага нашите органи, судски, извршни, ако сакате и законодавни, да носат благовремени акти, со што ќе спречиме бугаризација и фашизација на Македонија. Господине Костов, минатата недела во Благоевград, за време на отварањето на македонскиот културен клуб Никола Вапцаров, на дело по кој знае кој пат светската јавност беше сведок на уште една од многуте промоции на бугарскиот неофашизам, за кој неофашизам нашата влада молчи. Но молчи и Европската унија. Зошто и која е позадината на овој молк од Брисел, но и од страна на македонската ненародна власт? Зошто Европската унија не реагира на ваквиот однос на Бугарија, земајќи го фактот дека Бугарија е нивна членка?
Може ли со право да кажеме дека вината за ова лежи во македонскиот државен врв, бидејќи не преземаат ништо за да го спречат ваквиот однос, со што и се дозволи на Бугарија да ни го прави она што ни го прави со години наназад? Прво, злото потекнува од Брисел, од Берлин и од Париз. Тоа на преку чудни канали е прелеано во Софија, значи, еве ги виновниците во таа релација се, а секако, мораме да си погледнеме во нашиот двор, најголеми виновници сме ние, што дозволуваме во 21. век нацификација и фашизација на македонската јавност и на македонската држава, без да народот учествува во тоа. Кога ја пред 4 години прв спомнав дека во Бундесварот, тоа е Министерството за одбрана на Германија, е откриен фашизамот загрижувачки рамки до генерали и адмирали и дека тој преку Полска и Балтичките држави полека се насочува кон Украина, Бугарија и Балканот, мене никој не ми веруваше, бидејќи читав од хрватските и од српските весници. Не ми веруваше и ми велеа дека стварам несигурност и ширам невистини. Па еве го, ни зачука на врата, дури и ни влезе сега фашизмот. И сега ние треба да се браниме, извинете, ќе се подсетиме на 903-та, на комитите, ќе се подсетиме на војводите, ќе се подсетиме на 41-45-та, на партизаните и сега ќе бираме. Или ќе бидеме војводи, комити и партизани, како македонска војска ќе се одбраниме, или ние ќе станеме фашисти, нацисти, што е срамота, се ежам да ви кажам. Значи, Европската унија е фашизирана, засрамени се 12 звездици, кои ја ги почитувам, да бидам искрен. Сум работел ја 2007 до 2010, 4 години, како национален координатор на Европа Day 9 мај, преку Европско движење на Република Македонија со покојниот голем македонец Димитар Мирчев, професорот. Ги видовме шо луѓе се, видовме какви бюрократи се, видовме дали ни го мисла доброто или не и дигнавме раци, да бидам искрен. Значи, не сум бил од секој пат евроскептик, не сум бил. Дигањето на раци не е не, видете, таму нас не сака. Не те чув, извини? Дигањето на раци не е ваша особина, ме чудите? Да, ама не дигнав раци од нив да тига. Од Македонија никој пат нема да дигнав раци. Да се поправам, за тоа што додека мрдам и додека сум жив и здрав, затоа и си го терам сега ја мојот проект Незаборавник за македонските работи, а против бугарските, албанските и српските, ако се појават, а знаат да се појават од време на време, така да ја не дигам раци за Македонија, ама од вакви бюрократи кои ги трошат парите народни на цела Европска унија, а никој не ги бирал. Пазите, во Брисел бюрократите се не бирани. Тие се намерно поставени такви луѓе за да работат во интерес на најповеќе на Вујко Сем од Америка, а интересот на Америка е слаба Европа и Европска унија. Еве преку ова војна со Русија и Украина таа се ослабува и Европска унија економски ќе биде многу лошо, ќе стои во 2023 година, ама како и да е. Јас сепак препознавам напредни сили кои ќе даваат отпор на ова. Знаеме што се случува, нека ја напаѓат колку сакат Унгарија, нека ги напаѓат земите на Вишеградската група колку сакаат, биле вакви или онакви, имало национализам. Па да, ева јас сум националист. А знаете ли што е националист? Прво да гледаме позитивната страна на национализмот. Национализмот кој ги браниш интересите на својот народ и нација. А токму тие 5-6 држави тоа го прават, во малцинство се, да бидам искрен, во малцинство се и затоа се прогласени како лошковци, ама лично мислам дека таму има такво едно раслојување и не и се пише добро на Европската унија. Иако би сакал, ево, верувајте ми, би сакал да во една здрава Европска унија, без нацизам и фашизам, да влезиме. А познат сум од кога ја бомбардира Србија, дека сум антинатовец и тоа кој што сака нека збори, тоа е злокобна, како беше, НАТО зликовци, организација која требаше се распадни кога Варшавскиот пакт се распадна, не се направи тоа, се прошири, истокот го зафати, а ветија едно, направија друго и тешко нам со НАТО.
Еве го, каде е медот и млекото од НАТО, да ве прашам, нели Шекеринска ни ветуваше, нели ќе имаме бесплатно здравство и образование. И здравството и претвори во образованието киселина. се ништо. Кога напомнавте, само уште на секунда, кога напоменавте, Да. рековте дека македонец до гроба, не подсетивте совети на еден наш колега новинар, радиоводител, секогаш кога ќе се јавува, вели дека јас сум македонски македонец до гроб. Да. Еве ќе додадам и после гроб. Поздрав до Ангеле Вретовски. Ќе ве насмеам. Јас имам миши, јас од кошарката играв, повреда некој пршлен имам и кога докторите ги прашував, добре луѓе, како да го излечам ова? Кога уште кога бев млад и се надевав дека ќе се излечам, вика, сотире си закаснил, вика, ова ќе те боли 40 денот кога ќе починеш. Па јас 40-400 години и после кога ќе починам ќе бидам македонец, сум оставил добро семе, 4 сина и една керка, 2 внучиња, ќе се множат тие и нема да дозволиме да ни прават ова што сака да ни направат. Малку да се насмееме, да се Да се живи и здрави. Ама во Смејата има и вистина. Да. Да. Дали со негирањето на постоење на македонско малцинство надвор од границите на Македонија се приближуваме кон тезата на соседите дека Македонија и македонскиот народ се вештачка творба, создадена од Коминтерната, и дали договорот за добрососедство е опасен за опстанокот на државата? Еве наопачки ќе почнам. Договорот е најопасен, многу штетен, ги штити интересите само бугарски, на бугарската држава и бугарскиот политички врв, а е против интересите на Република Македонија. Мислам дека не се приближуваме кон тезата дека ние сме вештачка држава, тоа други се приближуваат и знам дека ти така мислиш, Бети. Ама еве да бидеме нешто по-конкретни. Пред некоја вечер се трудев само на едни заблудени, заталкани Божји чеда, едниот бугарин се кажува, тој сака да го словоме како македонски бугарин, ама не постои тако нешто. Постои бугарин во Македонија, другиот албанец, кој па и не е баш албанец, и тој сака македонски албанец, уставот вака вели во преамбулата. Македонскиот народ и делови од и ги спомнуваат сите други. Па ако си дел од тој некој друг народ, ти не си македонски, него ти си тој народ во Македонија. Се трудев да им докажам, не успеав. Очигледно, на слепи луѓе при очи, на глуви луѓе при уши и луѓе без рацио не може да им докажеш. Им покажував Разловешко востание, им покажував Македонско востание, им покажував печати, им покажував знамења, им зборев за устав на Македонското востание. Тоа е пред Илинден, 1878, а другото 1876 година. И не вика, ние си се расфрлал овде со факти и аргументи. Па тоа е мојата улога. Јас сум пред се легалист и правник, да те соборам тебе, да те разголам со факти, аргументи и докази, а они бла, 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 вака и онака. Битно е да ние екзистираме и постоиме. Битно е да ние сме уставно конституирани. Битно е да ние имаме политички систем. Битно е да ние сме признати, бевме од 141 земја како Република Македонија, сега го вратија малку процесот, другото име што ја не го споменувам, ама битно е ние постоиме. Не можеш да негираш нешто што постои пред тебе, те гледа, тоа нонстоп ќе те глогија, ќе те боцка, ќе ти прави немир. Еве, со рицинус не ништеја на југот, не прогонува и не затвараа по логори и затвори на истокот. Имаше колења на западот, сега и имињата да не ги спомнувам, ама ние постоиме. Потомците на тие се живи, од нив се дошле нашите родители, од нив ние ќе оставиме некој корен, некој семе, не може да го уништат. Преголем е брендот Македонија, затоа и го сакат. Брендот Македонија, ја вака велам, во она книгата пишуваат моите колеги многу добро од Македонски манифест. Тоа е дружината на Евтим Клетников. Од искон до вечно. Сега извинете некому што не му се свиѓа тоа. Значи, ние вака велиме. Иако важиме за големи националисти, дури Герчо и таа неговата екипа не вика дека сме клеронационалисти, а не сме. Се дружиме со Гатангел, со Григори, со македонската линија во Синодот. Ние сакаме и црквата да не е како што треба и мислам ќе ни биде како што треба. Ние велиме вака, штедро сме пиеме и ќе пиеме и од старомакедонскиот извор и од словенскиот извор. Не дошле некои, ако дошле, иако ја застапувам тезата дека словените секој пат биле тука, под други имиња, значи,
Не дошле на празна територија, тие се измешале со некако. Сега, бугарите можат со тракици да се мешат, можат со турко-монголи да се мешат, грците можат да се мешат со нивните претходници, србите исто, албанците со илирите, ние не можеме. Кога? Македонците од, како се вика, Коминтерната. Епа не е точно. Овие востанија што ви ги кажав, овие правни акти што ви ги кажав, сега јазичарите да не ви ги спомнувам. Ја она вечер на тоа бугарчето му викам, викам Ѓорѓе Полиски, и он се намести сам, ми вика, имам докази, дај ги. 5 пати му викам, дај да ти ги видам тие докази дека е бугарин, не ги дава. А ја ги имам доказите дека е македонец, дека човекот е најсветло име, никад ништо не му можеле бугарите, и дури кога отишол да се вработи про стари години, отишол во Софија, нашите биле прогонувани од Македонија, а тој е учесник во неколку војни, руско-турска, српска-турска и така натаму, дури во романското востание, и бегал, отишол во Софија, тоа е познато, ние не го криеме тоа. Ама отишол со мијачка облека, и му рекле, се облечи ја облеката, и ќе те вработиме и пензија ќе ти даеме. Ви благодарам, чао, пријатно, си се вратил во мијачијата. И вас не пензијата. Тој на стари години пак дошол во Софија. Сега тој момент ќе ми кажува дека бил бугарин, но немојте се молам да му ги земеме делата што ги напишил, прв речник напишал и ја почнал прв кодификацијата на македонскиот јазик. Тој почнал прв историја да пишува. Па Павел Шатев, па потоа нашите историчари. Кај е тогаш од тоа време Коминтерната не постои. А требали да зборувам за лозарите, создадени и во Софија. Први, а треба ли за Синаецки да зборувам 12 точки на македонскиот јазик? Па знаете ли колку е тоа пред Коминтерната? Едното е 1 век, другото е 70 години, третото е пола век претходно. Сега, за мене, верувајте ми, 90% кодифицирал македонски јазик Крсто Петков Мисурков 1903 година. Зошто таа книга се вика за македонските работи? Зошто не се вика за бугарските работи? Зошто македонското востание не се вика бугарско востание? И така натаму. Тука завршувам, значи НД Македонија и македонскиот народ не е вештачка творемина, бети, и ти тоа многу добро го знаеш, и вака ќе се бориме против нив. Значи, само со збор и непокор против оваа бугарска атака, и не само бугарска. Во Македонското собрание конечно се изгласа законот за регистрација на здруженијата, со кој закон се забранува здруженија со имиња поврзани со фашизмот или ширење на национална и верска омраза. Какви се вашите очекувања? Дали во дадениот рок од 3 месеци ќе ги пререгистрираат или пак Централниот регистар ќе ги избриши? Дали, доколку ни една од овие две постапки не се случат, Министерот за правда ќе се охрабри и ќе донесе одлука за престанок на истите во дадениот рок од 4 месеци од денот на влегување на сила на овој нов закон? Сега, ќе се насмеам јон, ти кажеме на домашна интимна работа, кога го ставија Тупанчевски за министер, на супругата и на децата ми велам, дечки, сега ќе видите што е министер, правник е, легалист е, овој Марич, да не кажам како го викам ја приватно, сепак имам култура и воспитание домашно, викам, ќе биде разобличен. Ау, кој е разочарење и он. Значи, Тупанчевски досега се утна. И јас сум многу разочаран од неговото однесување. Посакува. Ама не очекувам. Ја ги знам они какви се митарени политичари. Ја посакувам он да постапи како што рече. Иако они до сега можеше да направи, не ни требаше наш нов закон. Ја, да бидам искрен, прво не сум го видел новиот закон, ама не очекувам нешто добро од новиот закон. Они ќе направат па некоја заврзлама со новиот закон. Ние си имаме стар закон кој беше многу јасен, кој е во согласно со уставот и тачка, требаше да се постапи. Значи, ја посакувам тој да постапи. Да бидам искрен, тука може би некого ќе разочарам од гледачите, слушателите, не сакам да се избришат овие клубови, бидејќи ја очекувам тие да станат вистински културни мостови. Ама, тие клубови има све да избришат што е фашистичко, нацистичко, тие клубови има да стават, дека остават името на Ботев, на Левски, на било кој нивни голем револуционер што се борел за вистинска Бугарија, да се создави држава. Дека остават името на Гоце Делчев, ако е бугарски клуб, нека е. Али да стават фашисти, ни случајно. Ако остане тоа бришење, да ги нема, а ако се преименуваат и ако стават соодветни имиња, бидејќи сега не можеме ние да забораваме фактот дека се они наши соседи, дека се и они држава, дека еве не уценуваат, нека ставаат имена соодветни на добрососедството
и на ширењето на културата. Некој културњак нека го става, некој уметник нека го става. А имат тие такви, да не забораваме, Софија е голем универзитетски град во минатото. Бујрум, повелете, не во Охрид, некај сакате. Вака, знаете, има еден израз, ја често Франција во мојот живот ја посетував, го познавам францускиот јазик, така пасивно го користам, и ја велам дегаж, во превод, бегај, одби, и во една од колумните се ја напишав, дегаж, да не ве видам во Македонија. Тоа е мојот став. Многу се ретки оние бугарски историчари кои историјата ја прикажуваат онаква каква што е, без да прават обид, така речено, да ја искривоколчуваат. Еден од ретките бугарски историчари е историчарот Димитар Атанасов, кој пред 3 дена на бугарската емисија Добро утро Европа, која се емитува на Euronews во Бугарија, меѓу другото на обвинувањата на бугарските политичари и историчари дека Македонија била Бугарија, вели дека македонскиот јазик, македонскиот народ и македонската нација постојат и ние немаме право да кажуваме дека сето тоа не постои. Македонците се македонци и не е убаво ние да тврдиме дека тие се нешто друго, вели тој. Ваш коментар за оваа негова изјава? Од добар по добар коментар. Браво, господине историчар. Тоа е човек за добрососедство. Тоа е научник. Тоа е човек на научната фела. Тоа е историчар кој не пати од политизација. Тоа е човек кој има нешто, ама на англиски ќе го кажам balls, и да каже нешто со што ќе има проблеми во својата држава. А мојата рака е подадена за таков човек, знам дека не е единствен, знам дека се во мал број, ама како и да е, и тамо е семето посејано, сега полека рта, и ја мислам дека ќе дојде ден кога и бугарите, врхушката бугарска, народот го видов ја сега, после толку години отидов во Бугарија, ја видов дека народот е прекрасен, да ви кажам. И ако имаме време, ќе ви раскажам некоја приказна за Благоевград. Тоа се прекрасни луѓе беа. Мада тамо си македонци најголем број, ама се среќавав и со бугари, со новинари, тоа се луѓе нормални, со сите нишани на луѓе на 21. век, и за овој господин браво. Откако албанските политички партии ја наавија нивната лидерска средба, премиерот Ковачевски преку неговиот Facebook профил, но и преку владината прес-служба ја информираше македонската јавност дека до парламентарните избори ќе достави покана за лидерска средба за во понеделник. Како ќе го прокоментирате овој чекор на Ковачевски? Зошто Ковачевски молчеше на барањето од лидерот на ВМРО ДПМ на господин Мицковски за средба, а откако Мицковски јавно каже дека ако на таа лидерска средба не се разговара за економската криза и кризата во која се наоѓаат македонските граѓани, но и ако нема точка за предвремени парламентарни избори, нема да оди, Ковачевски се одлучи за лидерска средба. Дали лидерската средба на албанските политички партии и одлуката на Ковачевски за лидерска средба, на која, како што вели, ќе се градел заеднички консензус за европските интеграции пред се за промената на уставот, е еден вид на притисок врз ВМРО ДПМН и нивниот лидер Мицковски? Видете дека тоа е причам ти причу и како мали джекице замишля дипломати од државност и политика. Не, така да ви кажам. Да, разочаран сум од Ковачевски, сум имал со него средби кој беше менаџер, бил еден од големите поддржувачи на Европско движење на Република Македонија, кој на времето беше најдобра невладина организација во Републиката. Јас си ја кажувам вистината, што е што, молим лепо, и ја очекував многу повеќе од него. Не, апсолутно не. Тој со намера е ставен, го извадија од негде, не знам од каде го извадија, бидејќи немаше политички бекграунд. Ама еве, некој пат може и да изненади некој што не бил во политиката. За жал, тој многу негативно се покажа. И видите сега, нема му гори, да ви кажам. Прво, тој немаше легитимитет да им вети на странците дека ќе го смени уставот и ќе ги стави бугарите. И на овој момент треба да се држи господин Мицковски, и сега да не ја пеам песната да сум ја неко од индекси, значи да сум јас ја советник на Мицковски, да сум ја некој стратег во ВМРО, прво, ќе поставам услов без кој, тоа е sine qua non се вика, услов без кој не се може нешто да се одлучи, латински се вика, да се оствари па да дојдам на средба. Не ми го направиш услово, бидејќи јас сум опозиција, не ти доаѓам на средба. Лично мислам
дај Боже да не се оствари моето предвидување, ако Мицкоски појде на таа средба, ќе биде злоупотреба. Ќе биде злоупотреба. Без разлика тој што мисли и без разлика каква е неговата позиција. Сите ќе речат, еве го, веќе има такви наслови, си легна на брашното и ово. Сега треба да покаже цврстина Мицкоски. Ако е он лидер на ВМРО, ако е он лидер на опозицијата, он сега треба да ги постави условите не за ВМРО, не за опозицијата, за Македонија. Па до кога бе нашиот устав ќе биде швајцарско сирење? Нема влегување на бугарите додека ние не дојдеме со една рака внатре, не пред портите на ЕУ, внатре во ЕУ, пред референдумот, бугари ќе ве ставиме. Иако ја имам многу интересна теза за нивното влегување, ако они влезат во нашиот устав, они се готово државотворен народ. Тек тогаш тешко нам. А не како што викат, не, еве, они ќе бидат малцинство. Па они не признават малцинство, сетете се, они за нивниот устав бил напреден, не знам, нивниот устав е 10 века назаден. Како кога малцинствата се признаени во цел свет, само Грција и Бугарија не признава малцинства. Јас сега би покажал цврстина да сум Мицкоски, ќе си пијам кафе и ќе поставам услов. Ако добијам добар рабер, одам на средба. Не добијам, благодарам без мене. А се знае колку е тоа без него, се знае опозицијата колку тежи, тука некаде и дури веќе е разнишена и власта со тоа 61, не знам колку, па да видиме дали имат. И на крај крајева, се фалат имат 81. Ајде бе, нека го менуват уставот. Овој пат да се коцкаме. Бидејќи јас сакам да видам дали повтор пат ќе ме разочара ВМРО. Мислам дека нема да се случи тоа. Така, Ковачевски во поканата на лидерска средба најавува разговор за поширок политички конзензус. Најверојатно мисли на договорот за промена на уставот, со цел нели за влез на бугарите во преамбулата. Ја утнали работата така речено ова ненародна власт или популарното ке влада и сега бара сламка за спас, затоа што она што го вети околу уставот и тоа без претходно изграден консензус сега не може да го исполни. Пети, не да утна работата, него од ке влада веќе стана влада во амбис. Ја одам малку поостро, да ве подсетам на ковидот. Секо што требаше да има, немаше кај нас. До вакцина, од ракавици до вакцина. Се што требаше да се набави, не ни набавија, ни набавува Срби, нешто кинези, нешто руси и така. Значи се покажаа ептен тендераши. Струја, газ, ова, она. Каде е ЕУ, НАТО да ни помогне? Пак Србија ни подава рака. Зошто сме ние во НАТО луѓе? Не оставајте. Срамота е 21 век да збореме, ќе немало храна, зимото ќе ни било ладно, нема што се греме. Значи, некој не мисли за оваа држава. Ете утката што збориш ти, а ете го амбисот ја што кажав кај сме. Значи, овие луѓе се големо ништо, големи незналици и многу неспособни. Си терат они нивна некоја друга агенда. Сега да се вратам. Колку време господинот Мицкоски опозицијата и Апациев и сите други бара средби за многу круцијални прашања. Сакате за здравствената криза, сакате за социјалната криза, кога беве овие штрайковите, сакате за економската криза, сакате за инфлацијата, сакате за стратегиите што ги нудија, сега да ги набројам малку таксативно, а немаме потреба. Дури со омалважување се однесуваа кон опозицијата. Па знаете како? Слоганот на природбата од Димитрија Миладинов е на зла копачка зол трн. Значи, ти мене лошо, ја тебе лошо. Ти мене арно, ја тебе арно. Молим лепо, кога можел нашиот природбеник пред 106 години да го каже овој слоган, и фактички тоа е од Гане, имам читано од Анте Поповски, дека тоа фактички е незваничниот слоган на нашата природба, па ајде сега да го примениме во 21 век. Да видиме кој повеќе мисле за македонските интереси. Така да може Ковачевски да ни кажува колку сака приказки за не знам какви интереси, тоа е неточно. Он сега треба да испорача на Европската Унија што ветил на бриселските бюрократи, а претходно не го консултирал Мицкоски, Апациев и останатите од опозиција. Да го консултирал, да имал какво такво подршка, мала, средна, голема, никаква, можеме да збориме. А он ветил, сега им треба Мицкоски и Апациев.
Како велат? No, нет и така натаму. Нет. Не. Да. Во последните неколку недели позачесте информации и изјави дека пред се оние од власта и некои вон парламентарни партии, но и од некои аналитичари, дека ВМРО ДПМН е под силен притисок и меѓународната заедница за поддршка на уставните измени. Од ВМРО ДПМН ги демантираат ваквите информации и ги реафирмираат изјавите дека нема да поддржат измена на уставот. Тоа вие кажавте дека и на вас ве убедувал господин Мицковски. Какви се вашите сознанија? Има ли некаква вистина за наводен притисок или засега не гледате некаков притисок врз опозицијата? Зошто би имало притисок и потреба од ваква изјава за наводен притисок кога нели велја дека имале обезбедено двотретинско мнозинство? И главното прашање, дали очекувате ова така наречена ке влада да обезбеди двотретинско мнозинство потребно за уставни измени? Ајде да одиме првото прашање. Значи, имам индиции и имам сенс, чувство. Немам некои вака опипливи докази дека навистина опозицијата е под притисок. Ако земеме наназад што се случуваше и се уште се случува, значи опозицијата е под голем притисок. Јас бев заговорник опозицијата да држи вонреден конгрес во моментот кога поранешното раководство беше осудено, се уште не е правосилно, ама тоа е прв пат малтене целото раководство на партија која владеела 11 години ја осудија, оја 27 април, и некои други, а за други предмети веќе се пред крај овие долгогодишните процеси. И јас велев дека тогаш треба ВМРО да се престрои, дека тоа е голема атака врз ВМРО, дека ВМРО ја представија, ја прв го употреби зборот како терористичка организација и дека за тоа треба да расправа ВМРО. Тие не го направија тоа. Од време на време гледате како ги вадат аферите, афера, она афера. Тоа не е притисок. Па јас сум правник и ако пред 3 месеца отидов во пензија, ама 40 години спроведував право на ниско, средно и на највисоко ниво. Па и на меѓународно, ако сакате, 24 години. Значи, јас знам што е притисок. Кога ти мене за главната работа ме удираш по ребрата и бочно, со аперкати и крошеја, а не со директи, за да се одбранам, тоа, извини, Јонама, тоа е притисок. Сега, дали тоа опозицијата ќе го призна или не, не е толку битно. Битно е да дава отпори на тој притисок. Ја го гледам тој отпор. Ја верувам во тој отпор и ја не сакам да помислам дека втор пат ќе има 80 или они бројат лошо 81 за промена на уставот. Ја стварно не знам што ќе правиме ако тоа се случи. Еднаш проголтавме. Ама ајде да не зборуваме, да не кобиме и да посакаме да се случи onda спортивното. Да. Ново парламентарно мнозинство за кое навивам, отворено кажувам, не се срамам и нови избори. Оваа влада е нелегитимна. Оваа влада, гледате, да не ти кажам, 30 години аналитичар, јавна личност сум, прв пат половина не ги познавам. Тоа не ми се случило мене. Ја секој пат сум имал за нивниот бекграунд, за нивното минато, сум ги знаел, со некој сум работел, без разлика дали ги оправдувам или не. Овој па луѓе на анонимуси дојдоа начело со премиерот. Така да нам подхитно ни треба одлука за предвремени парламентарни избори, па кој нека си победи и еднаш да го затвориме тоа прашање за легитимноста и легалноста на оваа влада. Како ќе го прокоментирате ставот на ВМРО од ДПМН дека под вакви услови, мислејќи на уцените кои доаѓаат од бугарската страна, а сега и од европските така речено мешетари, никогаш нема да прифатат промена на уставот за да можат бугарите да влезат во преамбулата? Дали е евентуално отварање на уставот и вметнување на бугарите во преамбулата ќе значи легитимирање на иредентистичките барања на бугарските политичари кои што значат негација на македонскиот народ? Што се носи во право за ова второто? Ама ајде да почнем од првото прашање. Видите, ја не сум политичар и ја имам поголема слобода од Мицковски и од опозицијата. И јас ќе ви кажам дека не под вакви услови. Под никакви услови не треба
прифатат, се додека не влеземе во Европска унија. Луѓе, драстично ќе се сменат работите ако влеземе, зашо ја не верувам дека ќе влеземе, многу причини има. Ќе зборуваме друг пат. Значи, не под вакви услови. Јас сум многу по остар тука. Под никакви услови не смееме да дозволиме да не се промени устава, бидејќи тоа е спирала на злото. Тоа е спирала на негативните очекувања. Ќе се отвори уставот, еве ги, сакаш беса, сакаш кој? 20%. Абе 20% не е за албанците, 20% е за сите. Вака, со нервоза го зборам ова. Сум го проучувал тој закон, сум го толкувал. Значи, не, за 20% не стои албанци, за 20% стојат турци, роми, таму каде што има, ама има и такви општини, каде што има и срби, и роми, и турци, тука околу 20%. И се албанците се фатиле за 20%, тоа било навредување. Па они го предложија да ве подсетам во договор со меѓународната заедница. Ама тоа е степ бај степ албанизација. Ја знам таа работа, штета не ја знаат најголем дел од нашите политичари, така да, под никакви услови не треба. И тука мислам ВМРО треба резистенсот, отпорот да го зголеми и цврстината, единството да го зголеми, малку пошироко да направи фронтот со левица, со другите, да прочачка малку владината коалиција. Веќе има колебливци тамо, ги познавам ја. Со некој сум работел, за некој сум работел, неле, кога ја ги сум некој експерт за изборни кампањи, со ЛДП, со ЛП, со НСДП сум работел 96-та, со ВМРО ненормално сум работел, имам пријатели тамо, веќе се колебат овие што ги спомнав, дом исто се колеба, ајде сега обратно, има нешто во Австралија, од кајва што е дојдено бумерангот. Сега да им вратиме бумеранг. Значи, фокусот не во опозицијата, фокусот да им го ставиме, мислам, на притисок во владината коалиција која е на стаклени нози. Не може Стојанче, мојот драг другар, да изјавува едно, ама да останува пак во коалицијата. Да. Голем македонец, што ја му верувам, ама останува во таа предавничка коалиција или, не предавничка, одродничка. Па да тоа едно те исто е. Таков е и господинот Савле, извини, господинот Павле Трански. Молим? Таков е и господинот Савле, мислам на Павле Трански. Колега мој, неодавна се видовме, си дадовме рака, бија со заменик министерот, заедно се сретнавме, поразговаравме малку. Не може да дава такви, да речам, за овие прашања прекрасни изјави, а да останува да подржува владата. Кога ќе видиме дека и во дом не чинат работите, ЛДП веќе се распаѓа, еве нов министер од времето на ЦКС, ни вадат Пенов и така натаму. Значи притисокот треба да е на владиното мнозинство за да тоа се распадне. Тука некаде, ама дали ќе се успее, не знам. Рековте ЛДП се распаѓа, можеби, меѓутоа поранешниот лидер го припремаат за амбасадор во Србија. Ова првпат го слушам. Вистина. Сакаш да те насмеам? Да. Поранешниот лидер, Милевски. Да. Милевски е многу амбициозен. Милевски сака и председател на држава да биде, премиер да биде. Добро, ние да побрзаме, сакам да те насмеам нешто за Пенов, ама ти за Милевски си мислам. Факт е дека општеството ни е поделено, скоро по сите основи. Дали со евентуалното менување на уставот, тој јас на поделеност ке се зголеми и кому му одговара таквато продлабочување на поделеноста? На сите што мислат лошо на Македонија, а такви елементи има бугарски, грчки, албански. Сега не гледам српски елементи, да бидам искрен, иако јас сум многу отворен. Ја отворено зборувам за Тиквишко востание, Охридско, до година се јубилеи, очигледно само ја, мојот институт и неколку историчари со кои се работувам, ќе го одбележиме тоа како таква и таква појава, ајде да не кажувам пред време. Лично мислам дека треба да сме многу внимателни, дека не треба да дозволиме отварање на уставот, бидејќи еве ги албанските партии со нивните барања, ама тука знаете ли зад врата што се крие? Се крие химната, која се ги рипаат тие строфиве, нашите свети, светилници, да не ги кажувам Гоце Делчев и другите, ја не сум дански, Даме Груев и така натаму, и тука е грбот. Добро, јас стварно мислам дека ни треба грб, ама сега не е моментот. Ни треба нов грб. И ја така, химна да не се чачка, тоа е светиња таму. Таму не смее да се чачка. Сето тоа ќе биде отворено ако се отвори сега. Ја знам недоследноста на тие политичари. Едни многу добро ги познавам, бидејќи ги обсервирам.
со други сум соработувал, трети сум ги обучувал, а знам како дишат. Значи се отворили уставот, отиде јаба на Македонија до крај. Знаете како сега ќе кажем нешто што ни во сон не сакам да се случи. Она армагедонска шема, бугаризмот и албанизмот да се сретнат во Скопје. Тоа не смееме да дозволиме. Затоа Сотир и таквите како Сотир и таквите како Јони Бети се бориме за Македонија, за македонскиот народ, за македонскиот јазик, традиција, култура, не даваме да ни чепкат, бидејќи тоа е... Знаете како они не замајаваат сега со Белград и Атина, не се сретнаа во Велес, знаете на што мислам фигуративно кажувам, Мицотакис Милошевиќ, сега е опасноста Косово, Албанија и Бугарија да се сретнат во Скопје. Тоа не смее да се случи. Пазете, државата, знаете и како се брани. Не посакувам. Јас сум против војнава во Украина. Држава се брани со пушка во рака, со спремност да се жртвуваш. Ако политичарите те издадат, народот треба да застани, храбро да се ја одбрани државата. Се надевам дека нема да не обвинат за повик на бунт со пуше. Да, нека не обвинуваат колку сакат. Ние си знаеме кои сме. Така. Како ќе ја прокоментирате изјавата на председателот Стево Пендаровски дека не му пречело 20% како услов за употреба на албанскиот јазик да бидат избришани од уставот и да се изедначат со македонскиот јазик кој го побара албанските политички партии во замена за да гласаат за промена на уставот? Бити, морам да ти признам дека председател Пендаровски многу често од последно време ми изненадува ту позитивно, ту негативно, за жал повеќе негативно. А во Бугарија имав лична прилика и со Миле Башнаковски да се видам, да се поздравам, тоа е генералниот секретар кај председателот, шеф на кабинет, не знам како е, ама мислам дека е генерален секретар, кој му беше специјален изасланик, представник во Благоевград. Без разлика што не се појави председателот, тоа е добар гест, бидејќи некој не се појави. Не се појави Османи, не се појави Ковачевски, не се појавија плејада од власта. Сепак, председателот имаше представник. Браво за тоа, браво. Ова сега срамота. Затоа што до кога нам нема да ни прече да ни боричкаат во душата и во очите. Тоа ќе кажам. Нам уставот ни е срце, душа. И сега пак ќе го масакрираме. Така да мислам дека не му доликува што го кажал. Сега дали бил под притиск или не, ја не знам. Ама малку ми наликнува на она што беше од порано, иако морам да признам, не е толку изразено. Наутро да, напладне може би, навечер не. Фестатена форма вејка на ветрот. Тука некте. Во последниве неколку години се почесто можеме да ги слушнеме оние од албанските политички партии дека ги бранеле интересите на македонскиот народ во однос на македонскиот јазик кој е негиран од страна на Бугарија. Наспротив ваквите изјави, министерот за надворешни работи, господинот Османи, потпиша еднострана објаснувачка изјава поврзана со францускиот предлог, со која изјава го искасат и македонскиот јазик. Води ли ваквата постапка на министерот Османи, но и постапките на сите албански политички партии во насока на поддршка на македонскиот идентитет и на оно што го говорат дека ги бранеле македонските интереси? Тоа не е во наш интерес. Морам да ти кажам, ќе бидам остар, Османи покажа дека е неписмен човек, политички мислам, политички. Мада, лингвистите му покажаа дека има и друга неписменост, бидејќи тоа е еднострано нотирање, као нота, изјава, беше неписмена. И сега треба малку повеќе да елаборирам, ама ќе го рипнам тоа, така да тоа се е само не интересот на македонците, македонската држава, македонскиот јазик. Значи, негативно. Кец, Бандера, ако бевме мали, како ни вика, ако не знаевме нешто, негде до 4-та година, до 4-то деление, Бандера, учител да викаш. Со подпора. Башта, браво. Не, видите, ние имаме еден синдром. Јас со албанците со кои се среќавам во Скопје, улица Македонија, кафаните, кафичите, убаво се соработувам и знам кои албанци им мислат добро на Македонија. Македонија ги има во културниот живот, ги има во уметноста. Имаме прекрасни писатели, поети, уметници, албанци, личности од јавниот живот,
тук таму и по некој политичар, ама многу малку се во политиката, така да ја правам дистинција меѓу политичката застапеност на албанците во јавниот живот и културното и уметничката застапеност. За овие вторите без малку десетка, за овие првите кец на двојка. Сега, кога веќе се оценувам, па малку и да се пошегуваме. Да, да. Како ќе го прокоментирате последниот усвоен буџет од страна на владата? Дали ова ви наликува на уште еден од многуте начини како да се ограби народот? Бети, не сум економски поткован, ама нешто одбирам. За Грција на времето велев дека е банкротирана, ама никој не и кажува, а потоа велев знае, ама крие. Сега истиот тертип ќе го применам и за Македонија. Господа, со задолженост близу 6 милиарди, од кои некаде без малку половина од тоа е во последните 4-5 години, ние сме веќе банкротирани. Социјалата ни е нула. Значи, не сме спремни за зимата што иде, а не за некои си 2-3 години, 4 години. Нема кој не се бунтува, не штрајкува и не си ги бара правата. Сакате да ги редам? До утре сабајле ќе ги редам. Значи, оваа влада, Бесими, ја го знам, способен човек беше. Ама сега прави такви утки, такви грешки, очигледно со цел да сокрие дупката во буџетот, едноставно во државната каса, а тоа ја го сетив негде лани во ноември, кога видов ова, како се вика, на Народна банка, гувернерката, почна да дава изјави и прв пат да трокира. Она е многу елоквентна жена, еден вид женски реторе, ја бива да зборува, да комуницира, ама видов почна, се консултира со некој економист и вика, тоа се правите знаци кога даваат погрешни податоци, индикатори за економскиот, финансискиот, фискалниот и кој живот. И ја ги видов бројките, нејзините бројки и бројките на владата, поголеми драстично од бројките на ММФ, Светска банка, меѓународните институции економски и така натаму. Ја тогаш сватив дека они не лажат и не спремат за нешто. Еве ти го сега Бети, овој Бесими, најголем буџет во историјата и ние тој буџет нема да го, тоест Македонија нема да го издржи тој буџет. Македонија не може да ги собере тие пари. Се дека во Арачиново не се наплаќа струја, се дека во Тетово и Тетаско не се наплаќа данок и сега да не зборувам понатаму, додам до Дебар и Струга, каде што имаме баш и Божок финансиски, мислам, и фискален, и ние тие пари од каде? Од казни, ама тоа е малку, тренираат строгоче, секој втор ден не казнуваат во сообраќајот, пешаците и така натаму, и што е ова ни давале сообраќајна култура. Не, ние сме пред економски колапс, а веќе сме влезени во економската негативна спирала и сакувам да не сум во право, па бидејќи не сум експерт за ова прашање, ама не се интересирам, не го одобрувам тој буџет, мислам дека е нереален и, пазете, реално се поделени ставките, таму немаме капитални инвестиции. Они кажат и одма после на првиот ребаланс ги префрлат. Тоа го видовме овие 4-5 години. Каде се капиталните инвестиции? Каде се проектите големи? Ги кажуваат проектите што претходната влада ги направи. Срамотно. Господине Костов, ако е можно малку да побрзаме, имаме уште неколку прашања кои што би сакале да ги завршиме. Ајде малку да се навратиме на една постара тема која е во ваш домен. Во Скопје, поточно во неколку скопски училишта, имаше неколку денови поред дојави за наводни бомби. Министерот Спасовски во тоа време даде една изјава, може би ја слушнавте или сте ја промашиле, дека тој знаел, односно имал сознание за кого се работи и пред 3 дена го уапсија лицето Никола Николовски, кого го задржаа во полиција на распит повеќе од 5 часа, се зборува дека тој во полиција бил дури и 10 часа. Кои се вашите сознанија? Врз која основа го уапсија и го проверуваа неговиот дом? Ги посочили ја од Министерството за внатрешни работи индициите или тоа го направија само под основано сомнение? Дали основано сомнение, јас ќе поставам неколку прашања, па и вие одговарајте, е доволна причина да се уапси било кој? И како ќе прокоментирате овој случај, имајќи во предвид дека и вчера имаше дојава за наводно поставена бомба? Вака ви кажам сега, тоа е класичен тероризам. И ти на класичен заканувањето дека си поставил бомба,
Сотир Костов, запишете, ви кажува дека е тоа класичен тероризам. Проучено е од поодамна, а посебно од 27 април, кога ги бранев нашите луѓе као граѓански активист, докажував дека не постои тероризам, терористско загрозување. Ова е класичен тероризам. Тие се обидува да не дефокусират некое младо момче, што имало некој статус, го приведоа, го малтретираа, го пуштија. Значи, ни кажуваат дека се неспособни да откријат кој е тој што се заканува. Сега јас треба да се сомневам, немам податоци, или им беше тоа дефокус, а сигурно покажаа дека се неспособни за да откријат, или има едно нешто вака, не те бива, не знаеш, позови пријателја, како беше тоа криското. Меѓународна организација викни, ќе ти најде од кој компјутер, каде, од кој пост, барем тоа го видовме големите како го прават. И они нашиве тоа не го направија, значи нешто ни кријат. Значи некој дефокусира, некој сака да покаже, а потоа да сокрие дека еве имало терористско загрозување, ова она. Класична неспособност, класично незнаење. Сега во овие термините што ги кажа, ќе мора да ти ги градуирам. Индициите се на најниско ниво. А основано сомнение, веќе можеш ти кривично пријава да поднесеш, некого кривично да го имаш индиции најниско, па основи за сомневање и на крајот имаш основано сомневање. Ако веќе имало, он изјавил. Ја него не го следам, знаете зашто? Он за мене, сега ја малку како бугарите, не постои. Он кога изгуби од градоначалникот во Куманово, кога го тероризираше Куманово, кога цела полиција македонска однеси тамо, а Максим си победи глатко. Значи, тој човек за мене веќе не постои, не знам зашто не си дади оставка. И еве сега, кога ни се случува тероризам, он не знае да го открие. Дете, младо, му става тежина на грб дека е преведувано за тероризам. Ама знаете како? Тоа е нашата реалност. За мене се води аферата Палчо што ја открива дека ме водат и ме прислушуваат као човек опасен за безбедноста на државата. Па ти личам ли бе јон јас за таков човек? Ја може би за власта да, ама власт не е држава. Држава е сосема нешто друго. Мојата држава ни случајно еден промил не сакам да биде загрузена од некое моје дејствие. Така нашло е некое младо дете, кое го жалам, тоа дете сега дебело треба на меѓународните, прво на домашните, па на меѓународните судови, да ги тужи, да бара оштета и нема во хуманитарни сврхи, дебело да наплати од такви, да не кажам какви луѓе, кои го приведоа. А дека е тероризам, ти тврдам дека е тероризам. Ако аз не веќе кај овие апсење или приведување во полиција, вчера од страна на полицијата беше приведен и битолскиот актер и портпарол на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, господинот Васко Мавровски, а по претходна пријава од страна на Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Причината за неговото приведување била заради Facebook статус за Министерката, а поврзан со критики за мерките за штедење. Ваш коментар и за ова кратко како може? Многу лош коментар. Ќе не натераат ли да шептиме наместо гласно да зборуваме? Се сеќаваш на една моја колумна пред 2 месеца? Не ни дозволува да плачеме на македонски. Еве го, сега ти го кажеш со шептање. Па тоа е целта. Тоа е целта. Опозицијата таму каде рече во Битола. Да. Да ја замолчат. Значи, министерката се осетила несигурна. Види, после ова интервју може би некој ќе се осети несигурен и ајде сотир ќе го затвараме, ќе го превидува. Луѓе, вербален деликт постоеше во комунизмот. Јас сум се дружил со големи имиња, Чавошки, тоа е српски националист, да не одам нагоре кон Хрватска, Словенија, кој работе во Белград. Па они го обработија вербалниот деликт на највисоко ниво. Не може да постои кај нас Марјановиќ, Бог да го прости, скоро почина. Ма не може да постои вербален деликт. Не може сем ако се шири расна, верска и така натаму. Омрза, веќе можеме да збореме за вербален деликт. Човекот изјавил нешто во доменот на политиката, па башка и портпарол, тоа е замолчување на ВМРО ДПМН, да ти кажам. Портпаролите да не смеат да имат своја така малку поширока елоквенција, јас велам, во своето реторство или говорништво. Бидејќи нели ја обучувам во таа област и знам што значи малку
попластично да се изразуваш. Не, ова е срамота за таа министерка, а таа една од тие што јас не ја познавам, не ја знам. и еве, види мајката сме ја загрозиле, леле. Ајде, нека и го зголемат ова, како се вика, личното обезбедување. Осигурање, обезбедување. Обезбедување како нас. Да. До изборот за шеф на обвинителството за гонење на криминал и корупција останаа уште 2 дена. Вилма Русковска, Деса Пауновска и Ермон Незири вчера пред јавноста ги представија нивните планови и програми. Четвртиот кандидат, вишиот гостиварски обвинител, не ја представи неговата програма. Кој од овие четворица кандидати ќе седне на обвинителската фотелја? Дали очекувате избор да биде според мерит системот изборот? Бети, многу тешка тема ме фаќаш. Тоа ми е, така да кажам, болна рана. Ја имам многу поинако мислење за ова, значи, ја сакам ниеден од нив да не седне. Обвинителството ни е разнебитено. Ама цинично ќе изјавам, саркастично, сакам постојната да биде реизбрана, бидејќи ја дисциплинираа кога посегна по државен организиран криминал на носител на функција, ја отстрани Јовевски, ја дисциплински ја прогонува и неверојатно сега и она немаше некој рейтинг. Ама чачна негде изгледа дека не смееше да чачка. И ја ставија, ја оддалечија од службата и сега она повторно конкурира. Мене овие ми се некако первертирани работи. Ја ви тврдам, вистинските обвинители со вистински вредности на струката, која во младоста сум ја обавувал, се во ќошињата на сите обвинителства, државно, вишо, основно и организиран криминал. Маргинализирани. Ви тврдам има, лично ги познавам. Не сакам лошо да им правам да им ги кажувам имињата. Познавам најмалку 7-8 до 10 обвинители, кои кога би дошле на овие 3-4 нивоа, со организираниот, иначе се 3 нивоа, основно, вишно и републичко, би биле добри вршители на јавно-обвинителската функција. Ама бидејќи јас сум познат циник, кој често се служи со цинизмот, еве, обвинителката која воопшто не ја ценам, која ни ја затвори македонската младост и македонските родолюби ги обвинуваше за дело што не постои и чмаат во затвор, нека ја изберат повторно. Ама знам што зборувам. Со тоа паѓа Љубе. Овој Јовевски паѓа. Бидејќи ќе му биде избрана обвинителка што тој ја отстрани. Времено или не времено, не знам. Не знам дали ме свативте, инаку мојот став е ниту еден од овие 4, а најмалку оној што не сакал програма да каже. Што? Ќе работи по програма на УЧК и на ДУИ да биде малку остар. Значи, ниеден од овие вистинските обвинители чекат некое подобро време, кога власта нема да ги уценува, кога нема да ги става во скут и да се пријават. Ја не го оправдувам тоа чекање, ама веројатно не сакат да се бламират. А еден од кандидатите е бил член на масонската ложа. Имаме уште неколку прашања, ќе мора да побрзаме. Одиме кратко, ајде. Да, не. Како ќе ја прокоментирате посетата на Битола од страна на бугарската подпредседателка Јотова, токму на денот на прославата на денот на ослободувањето на градот од фашистите? Верувате ли во незината изјава дека причината за незината посета е денешниот ден за душници? Не верувам, ја оценувам многу лошо ширење на бугаризам и бидејќи еднаш живееше на широк сокак и за нејзе ќе кажам дегаш, нека си бега во Бугарија. Толку. Одиме понатаму. Како ќе ја прокоментирате изјавата на министерот за финансии господинот Фатмир Бесими дека причината за покачувањето на стапката на ДДВ за струја од 5 на 10%, наместо да ја остави како што беше најавено до јуни следната година, ја направиле за да ги натерат граѓаните да штедат? Многу несмесна изјава, воопшто нема професионализам во таа изјава, исто како ја да сум кажала, ја ви реков, не сум економски и финансиски експерт. Мислам од таа изјава треба да се срами Бесими, за кој ја знам дека има професионални квалификации, да ви кажам, ама ги сокрива работите. Мора да сокрие вистината. Идеме понатаму? Така. За крај, ајде. Се премислав дали да го поставам прашање, мита сепак ќе го поставам бидејќи имам уште некоја минута. Ќе ве навратам на закажаната лидерска средба за во понеделник.
Какви се вашите очекувања околу одењето на Мицкоски на оваа средба? Дали тој ќе биде и дали треба да биде таму? Вие рековте дека не треба. Да. И едно подпрашање, ако во случај Мицкоски да не присуствува на таа и таква лидерска средба на која единствена точка спрема власта, а сношти на една национална телевизија, а ова беше потврдено од страна на заменик председателката на СДСМ господја Лукаревска, ќе се градел само заеднички општествен политички консензус за измена на уставот под превезот Европска перспектива на Македонија. Во тој случај, зашто би разговарале на таа лидерска средба кога на сите им е јасно дека немаат двотретинско мнозинство без пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата, а и левица не поддржува измена на уставот? Па во првиот дел нешто мислам се дотакнав, одговорив на ова, останувам на кажаното, а Лукаревска нека гради со СДСМ таква перспектива, ајде да видиме што ќе изгради. Ви тврдам, ништо нема да изгради, од причина што го немаат народот на нивна страна, затоа евентуално зашто не и ако треба не сака референдум да спроведат и Мицкоски само да издржи. Не знам дали си задоволен, ама јас стојам на моето стојалиште, на моето мислење дека овој пат играта треба да ја води Мицкоски. А Пасиев и целата опозиција. Без нив не можат ништо. Немам што јас да бидам задоволен. Ти се ваши одговори и ваша анализа. Така. Навистина. Па не, мислам ти се бендисуваат или не, ги прифаќаш Да. или не. На тоа мислам, сакам да ти кажам. Да. Добро. Господине Костов, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Посакуваме секое добро на вас. Викендов нека ви биде пријатен, пријатно до слушање и секако скоро довидување овде со нас на Ви Македонски благодарам и корени. вие да имате не само пријатен викенд, него и месец и година. Да. И да се надеваме следната година дека ќе зборуваме за поубави теми и дека на Македонија конечно ќе тргне. Ни треба, што велиме ние во воздухопловството, еден засврт кон подобро, кон прогрес, кон развој. Да сте ми живи и здрави, секое добро за вас. Од ваше Секое уста добро во и до вас. господови Амин. уши се гледаме и слушаме кога ќе има потреба. Пријатно и Да. довидување. Дојдување. Поздрав. Довидување.